Препораките на оценската мисија се земени во предвид и денеска еве тука сме да расправаме за тоа дали дали ваквиот предлог текст ќе ги надмине сите оние предизвици со кои што се соочи судскиот совет изминатата година. Клучен закон е, бидејќи ги уредува во детали сега подетално уредена постапката за избор, за разрешување на членови на судски совет, за избор, разрешување на судии, дисциплинска нивна одговорност, следење на нивната работа. Уште од почетокот на работа на овој закон се одеше стриктно, а во еден дел и преку препораките на оценската мисија, при тоа со посветување на особено внимание на оние препораки кои бараат битни измени, и тоа измени во самиот закон. Да споменам дека тие препораки содржат и други, опфаќаат и други подрачја, како што е, да речеме, прашањето на уставни измени, односно статусот, положбата, функциите на судскиот совет, што сега во оваа фаза не е опфатено со активностите и на Министерството за правда и не е предмет на поширока дебата, но таа дебата треба што поскоро да се отвори. Значи, какви измени уште ни требаат и во самиот Устав за да се зајакне позицијата на судскиот совет, одговорноста, отчетноста,